Каков настан ни следува во Велес, поточно што е ендуро трката и дали јавноста е доволно запознаена со овој настан? Прво да излезам благодарност на вашиот медиум, еден од поактивните во градот, на можноста да го промовираме оваа наша спортска манифестација, која е одржаниот шампионат на Македонија, отворен државен шампионат во ендуро. Факт е дека ни отсуствува доволно промоција и афирмација, но ете, вие најдовте време и можности за да ни помогнете во тоа. Се работи за ендуро спорт, кој што е еден од поекстремните спортови и поопасните. Тоа е мотоциклизм, спаѓа во мотоциклизмот. Луѓето више знаат за што се работи, но секако да појасниме дека е екстремен, еден од поекстремните спортови по тешко пристапни терени со доста препреки, со вештачки направени препреки, гуми, камења, значи бразди, скокови за прескокнување, кој што бара многу спремност од возачите, многу техника, спремни возила, мотори и така. Колку време ќе траат трките и на колку километри ќе се вози? Па, отприлика трката трае, ние прилагодуваме према левелот на нашите возачи, отприлика 4 сата. Се работи за тешки терени, значи по стрмни горништа, долништа со многу тешки пристапни терени. 4 сата се доволно, 3 круга се тоа со 4 теста. На тестовите посебно мора да бидат возачите брзи, тоа време се собира, вкупно одлучува највише за конечниот резултат. 4 сата сме одлучили дека е доволно за нашите возачи за да издржат и да нема многу откажување. Така, колку возачи имаме годинава пријавено на овој натпревари, дали се сите од Македонија или имаме некои што се и надвор од границите на нашата држава? Па, отприлика бројката варира од 30 до 50 возачи. Значи, тоа е и добра бројка за овој спорт, затоа што гледајќи ги сите нели што се случува дека има експанзија во ендуро спортот, има многу возачи што возат, што се Facebook возачи, него дека е спорт од висок ризик, екстремен спорт кој што бара многу напор од возачите и од моторите, така да и таа бројка од 30-50 возачи што очекуваме е доволна за да му пружат на гледачите уживање во способностите во масториите на возачите. Дали се сите учесници од Македонија? Па очекуваме неколку години веќе наш гостин е шампионот на Италија во кадетска конкуренција, кој што сега влегува више во сениори, Стефано Ди Персио. Значи он се најави дека ќе дојде. Очекуваме возач од Финска, исто кој редовно е тука. Очекуваме возачи од Србија и очекуваме возачи од Косово. Има можности да дојдат и грци. Се уште сме во преговори, значи возачи од Флорина, од Лерин, тоа се наши блиски луѓе кои што очекуваме да потврдат дека ќе присуствуваат. Каква е поддршката од локалната самоуправа, но нели од приватниот сектор во градот при подготовка на овој натпревар? Бидејќи се работи за традиционална трка, која за прв пат нашиот клуб ја организираше 2010 година, тука више имаме значи соработка со општината, која што во континуитет варира према можностите и према ситуацијата, но секако таа поддршка е добре дојдена и многу битна, за која што сме благодарни и очекуваме значи посериозна поддршка во иднина, за да можеме да го подигнеме нивото на настанот, за да донесеме настанот светски ранг. Значи, јас сум влезен во тие кругови како судија од светски ранг и ги познавам сите луѓе, но повторно кажувам, значи, за сериозен настан од висок ранг мора да има посериозна поддршка од општината и од локалниот бизнес сектор. А за сам да не бидам само критичен, веле се позна дека бизнес секторот не е баш општествено одговорен, но сепак има изузетоци. Конкретно, веќе втора година добиваме
за тоа е за пофалба, една од по-обштествено одговорните фирми, ќе ја спомнам Симит Петрол, за која што само најпофални зборови и се надам дека и други фирми ќе најдат можности за да учествуваат, земат учество на било кој начин.